Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Градоначалникот Николчо Илиев организираше средба со представниците на бизнис секторот од општината. Како што беше истакнато, таа е можност да се разменат мислења за меѓусебната соработка и за начините на кои локалната самоуправа може да му помогне на стопанството. Тони Ајтовски со деталите. За прв пат откако ја презеде функцијата, градоначалникот Николчо Илиев заедно со своите соработници од локалната самоуправа организираше средба со представниците од бизнис секторот во општина Кочани. На средбата присуствуваа и раководителите на секторите за урбанизам и локален економски развој, како и директорот на комуналното предпријатие Водовод. При тоа Илиев образложи дека бил неопходен извесен период на запознавање со начинот на функционирање на општинските органи, за да може да представи дел од плановите за развој на општината. Тој зборуваше за главните правци на кои се темели стратегијата за унапредување на условите за работа и живење на граѓаните, а што главно се однесуваат на унапредувањето на инфраструктурата како еден од важните предуслови за развој на стопанството. Исто така, беше споменато дека не помало внимание се посветува на унапредувањето и искористувањето на потенцијалите за туризам. Беше нагласено дека носечка улога имаат развојот на планинскиот туризам на Осогово, како и искористувањето на геотермалните ресурси за инвестирање во спа туризмот. На средбата со стопанствениците, Илиев нагласи и очекува взаемна соработка, посебно во давањето предлози за решавање на прашања кои треба да овозможат полесно планирање на натамошните инвестиции во стопанството, особено во период кога се уште се работи на усогласување на деталните урбанистички планови за 7 градски четврти во Кочани. Во дел од нив, беше речено, се опфатени и парцели кои го засегаат бизнис секторот, како што е прашањето за урбанизацијата на делот кај поранешната фабрика за хартија и некогашните стопански капацитети во околината. Во работна атмосфера, луѓето од бизнис секторот истакнаа дека ваквите средби се позитивни, при што искажаа и дел од своите размислувања, односно преку прашања до представниците на службите за урбанизам и локален економски развој, како и до директорот на Водовод, побараа решавање на одредени проблеми што се провлекуваат повеќе години, а го попречуваат инвестирањето во бизнисите. На работната средба беше истакнато од општината стои на располагање за секаков вид помош што е во нејзин домен на работа, особено околу можностите за добивање средства преку европските финансиски фондови, а што се очекува во наредниот период особено да се интензивира. Освен тоа се разговараше и за прашања околу проблемот со паркинг просторот во градот, обезбедувањето инфраструктурни услови за водоснабдување и собирање на отпадните води од стопанските капацитети и слично. На крајот, двочасовната средба беше обострано оценета како корисна, поради што од општината искажаа подготвеност двете страни повторно да се сретнат. При тоа да се разговара и за конкретни прашања, за чие решавање општината би можела да помогне. Автопатот од Миладиновци до Штип се уште не е официјално пуштен во употреба, односно возачите не можат да го користат. Од Агенцијата за државни патишта велат дека се решаваат проблеми со помални приклучоци кон автопатот, пошто тој наскоро ќе биде предаден во употреба. Возењето по новата автопатска делница од Миладиновци до Штип и обратно се уште официјално не е дозволено, односно сите што тоа го направиле досега било на нивен ризик и одговорност. Причина за доцнењето на пуштањето во употреба на новата сообраќајница е што се решаваат помали приклучни патишта кон автопатот, поради што од Агенцијата за државни патишта повикаа на трпеливост. На 19 декември ние добивме официјално писмо од кинеската градежна компанија Синохидро дека автопатот Миладиновци Штип е по проект градежно завршен и побара да го пуштиме во употреба. И да, навистина и јас тврдам дека по проект се е завршено на тој дел. Меѓутоа, има, како да кажам, сервисни патишта за некои населби или десетина куќи од лево, десна страна на патот, кои што не биле третирани во проектот. И тие претходно излегувале директно на регионалниот пат. Сега со автопат тоа не е возможно. И
По увидот ние видовме дека треба да се довршат тие сервисни патишта, бидејќи и тие луѓе некој треба да комуницираат со Свети Николе или останатите населени места и затоа донесовме одлука заради безбедност да се довршат тие сервисни патишта кои, повторувам, не се дел од главниот проект, туку се надвор од автопатот. Инаку по пуштањето во употреба на новиот автопат, патувањето до Скопје ќе се скрати за околу 30 на километри, односно од Кочани до Скопје ќе се стигнува за околу 1 час. Тодоровите трки ќе се одржат на 23 март, сабота на градскиот стадион во Виница. Учесниците ќе се надпреваруваат во 10 различни дисциплини. Настанот годинава има и хуманитарен карактер. В сабота на 23 март на градскиот стадион во Виница ќе се одржат традиционалните Тодорови трки, настан на кој се очекува масовно присуство на сите генерации, од деца од предучилишна возраст па се до пензионери. Настанот традиционално започнува со дефиле на коњи од стариот плоштад, па продолжува на градскиот стадион од 11 часот. Пред стартот на дисциплините ќе следува музички дел со музичко-ритмички настапи на ученици од деветолетките, како и со настап на локален бенд. Трките и годинава ќе стартуваат со жените од златно доба, пошто ќе следуваат дисциплините во различни категории. Пријавувањето за учеството во дисциплините за возрастни е на лице место, а за секоја категорија се обезбедени вредни награди, кои се донации од сите приватни компании во Виница и дел од Кочани. Годинава трките ќе имаат и хумана мисија. Волонтерите на Црвен крст организираат акција за донации и помош на Лозена Анастасова од Виница, лице со телесен инвалидитет, која пред неколку недели во сообраќајна незгода повторно се здоби со скршеници и повреди и е речиси неподвижна. Средствата се неопходни за соодветна грижа и неизино лекување. Учесниците ќе се напреваруваат во повеќе дисциплини: трчање, трчање до 40 или 50 метри, машки и женски од второ оделение, трчање до 80 метри, машки и женски пето и шесто оделение, трчање до 100 метри, женски и машки, 7, 8 и 9 оделение. Трчање до 400 метри, младинци, возење велосипеди до 80 метри, машки и женски од прво до четврто оделение, возење велосипед до 400 метри, младинци, дисциплини за возрастни, трчање со јаже во лажица 50 метри, трчање во вреќа, трчање со врзани очи, трчање со шишена глава, трчање со патерици, трчање назад, влечење јаже, јадење тортини и трка со коњи. По Кочани и Виница, збирката афоризми обесена на врат на Ленче Стоименова ја доживеа и својата трета промоција, овој пат во Скопје. За книгата пред присутните љубители на пишаниот збор зборуваше сатиричарот и член на Друштвото на писатели Миле Ѓорѓиовски. Во Порта Македонија во Скопје во вторникот беше промовирана збирката афоризми на Ленче Стоименова, поет, прозаист, сатиричар и карикатурист од Кочани. Присутните на промоцијата имаа можност да се опуштат и да се изнасмеат со афоризмите на Ленче, кои беа читани пред нив, а за музичкиот дел беа задолжени Борис Стоименов, акустична гитара, и Андреја, Дејана и Елена со нивниот ментор Славко Ѓорѓиев од Виница, акустични гитари. Рецензенти неговата сатирична екселенција Миле Ѓорѓиовски и Васил Толевски. Промотор беше Миле Ѓорѓиовски. Збирката обесена на врат од околу 400 афоризми ја доживеа третата нејзина промоција. Првата промоција беше Искра, библиотека Кочани, па Домот на културата Тош Арсо во Виница и сега во Скопје, Порта Македонија. Па јас сум задоволна од публиката што дојде, бидејќи тоа е Скопје, малку подалеку од тука, но во Скопје имаме своји пријатели, имаме роднини, беа и наши од Кочани, но повеќето беа од Скопје. Задоволна и од тоа како дојдоа, како течеше целиот настан и како одеше промоцијата со музичката поддршка и со се оно што се случуваше во текот на промоцијата. Книгата содржи близу 400 афоризми. Афоризмите се на тема Мојот сопруг, инаку обработува тема машко-женски односи. Сатиричарот, како што ние со право ќе кажеме, сатиричната екселенција Миле Ѓорѓиовски, бидејќи ја доби наградата екселенција сатира Радој Домановиќ, најголемата награда што може се добие од областта на афоризмот. Ја оцени како една од 10 на Балканот.
Но бидејќи само на тема еден сопруг нема таква книга, јас можам и со право да си кажам дека е единствена на Балканот, па и кај нас, а по истражувањето малку и пошироко. Следно, може да се очекува една книга која зборува за музичкиот живот во Оризари. Веќе ја најавив, книгата од моја страна е целосно готова, останува само уште финансиската конструкција и да влезе во печатница. Ленче Стојменова е позната на пошироката читателска публика како автор на романите Ледена Кока-кола и Покажи ми ја среќата, збирката поезија за деца на Великден, приказните за деца, зборови се редат, приказни се предат, збирка поезија за возрастни, врзани до последен здив, како и збирките афоризми, жегла и бубалази. Стојменова е исто така позната и како карикатурист и илустратор на книги. Стојменова за кратко време најавува промоција на нова збирка афоризми, за која што се надева дека ќе предизвика интерес кај читателската публика. Еколошка акција за собирање отпад на 3 локации во градот организираа учениците, членови на младинската организација Единство од Средното училиште Љупчо Сантов, заедно со волонтерите од Асоциацијата Павел Шатев. Ова е втора акција од ваков тип, а до крајот на учебната година се планирани уште неколку вакви акции. Преку еколошки акции и чистење на отпад, учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов ја подигаат свеста кај граѓаните за здрава и чиста околина. На 3 локации во градот го чистеа отпадот, со што придонесуваат за чиста средина, а во идејата и во акцијата ги подржаа и волонтерите од Асоциацијата Павел Шатев. Младинската организација Единство представува Љупчо Сантов, заедно со Асоциацијата Павел Шатов организира Еко Челендж, односно Чештек Челендж на 3 локации во градот, на споменикот на Слободата, овде во училиштето и кај железничката станица. Ова акција организираме се со цел да ја подигнеме свеста кај нашите сограѓани, се со цел за еколошка заштита и за подобар еколошки живот и здрава околина. Благодарност до волонтерите на Асоциацијата Павел Шатев кои што се вклучени на акцијата и секако благодарност на училиштето со Љупчо Сантов кои што ни обезбеди материјали за работа. Ова е втора акција која што организираат учениците. До крајот на учебната година планирани се уште неколку вакви и слични екоакции. Следува информацијата од спортот. Голем успех со освојување на 5-то место постигна младата Емина Димитрова од Чешиново на меѓународниот ултрамаратон во Белград. Освен тоа, таа и трето пласирана во рамки на домашното маратонско трчање. Емина Димитрова од Чешиново, млада и перспективна инспекторка во полициската станица во Кочани, се врати со одличен резултат од ултрамаратонот што деновиве се одржа во Белград. Во организација на Атлетското здружение на српски екстремни трки и Еко Арк маратонот, нашата представничка учествуваше на 10-тиот поред маратон на маратоните, што се организираше на Ада Циганлија во српскиот главен град. Таа одлично ја истрча патеката во должина од 86 километри на ултрамаратонот од 24 часа, при што постигна извонреден резултат, пласирајќи се на 5-тото место во рамки на српското првенство, а го освои и 3-тото место во рамки на македонското првенство. По повод големиот успех на Димитрова, во локалната самоуправа на Чешиново Облешево беше организиран прием, на кој таа истакна дека еден од мотивите да учествува на вакви екстремни надпревари е да ги поттикне младите да се занимаваат со спорт и активно да се борат против современите пороци. Овогодишниот јубилеен 10-ти ултрамаратон во Белград се одржа под покровителство на Атлетската федерација на Србија и Атлетската федерација на Македонија.
Почитувани, временската прогноза е последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нас. Довидување.